За разлика од високо развиените европски земји, каде што и свеста на населението е високо развиена, во Македонија се уште се зборува за важноста и потребата од рециклирањето, па дури се уште се апелира до граѓаните ѓубрето да го фрлаат во соодветни контейнери. За жал, иако живееме во модерно општество и речи се и да нема човек кој барем на неколку дена не ја напуштил државава и видел како се живее во големите европски и светски градови, повраќањето дома си продолжува со старите навики. Пред само еден месец бевме свидоци на еколошка катастрофа, која му се случи на студентскиот дом Пелагонија во Киселавода, како резултат на несовесното однесување на студентите, идни академски граѓани. Расфрлан отпад и покрај многобројните апели од јавното претпријатие Комунална хигиена се забележува насекаде, а многу често граѓаните мака мачат да го погодат контейнерот, па ѓубрето завршува околу контейнерите, создавајќи мини депонии на секој чекор. Се обративме и до јавното претпријатие Комунална хигиена, од каде што велат дека динамиката на собирање отпад е за пофалба, а како пример ни посочија неколку европски градови во кои, за разлика од кај нас, отпадот се собира само 2 пати неделно. Како јавно претпријатие Комунална хигиена, дали може да ни откриете на кој начин ја одржувате хигиената во градот и како и колку во текот на денот ги празните контейнерите? Сите садови за одлагање на отпадот се празнат 7 пати во неделата, односно еднаш дневно, иако нашата оперативна програма за работа предвидува тоа да се прави само 6 пати, меѓутоа ние поради потребите на терен со години наназад тоа го правиме еднаш дневно. Јас би сакала да напоменам дека во сите светски метрополи, на пример во околината на балканските простори, во Словенија, на пример во Хрватска, тоа се прави 2 до 3 пати во неделата, така што кај нас станува збор навистина за една многу честа динамика. Макар што и покрај тоа се случува да имаме поплаки, дека контейнерите се преполнети или дека, например, не може да се одложи отпад, но тоа се должи на одредени други проблеми кои што треба да ги решаваме. Од друга страна, граѓаните се жалат дека во Скопје недостасуваат повеќе садови за одлагање на отпад. Неколку наши соговорници велат дека и покрај изградбата на нови згради во нивната населба, бројот на контейнери останал непроменет, па токму затоа и се преполнуваат за само неколку часа. Но од Комунална хигиена го тврдат спротивното. Секако дека поставуваме, локациите на контейнерите не ги одредуваме ние, туку секторот за урбанизам и секторот за комунални работи при градот Скопје, меѓутоа работиме координирано во тесна соработка, онаму каде што значи според бројот на жители и бројот на новоизградени стамбени објекти ќе се покаже потреба дека има потреба да се постават повеќе садови, секако дека веднаш го правиме тоа и продолжуваме со сервисирање на овие садови. Во Скопје во моментот се поставени околу 4100 надземни контейнери и околу 100 подземни контейнери. Без оглед на динамиката на собирање на отпадот од контейнерите, ѓубре во македонската метропола ќе има на секој чекор, се додека не почнат граѓаните да се однесуваат во согласност со нормите и правилата на урбаното живење.